Ангело што беше пријател со еден праведен човек. Чита Александар Стадојков. Еден ангел многу беше го замилувал еден праведен човек, та ден ексик те остал, дури да му се јавил пред човекот и да се поразговори со него, дебек како некој најверен пријател му бил да човеко и човеко на ангел. За многу работи се разговарали и се да сладуале, и за да одој век и за да друг век. Што ќе се сторило да небеси, дека е убајна, ангелот ќе му кажал да човеко, а пак човеко и тој што ќе чуел или што ќе видел да се стори во селото, ќе му кажал на ангело. Едно утро, стоејќи ангело близу до Бога, чул да си проговори сам со себе Господ вака. Оваа година ардо е да заповедам да облаците са пролети са лето се да врди дожд и што ќе посеат луѓето се да му се скапи, да ме познаат, оти гледам како да ме забораиле. Слушајќи тие зборови ангело, си кладе во убо и кога слезе на земји, отиде при верниот си пријател и му кажа: слушај му, пријателе, јас од утре да чув од устата на Бога да проговори сам со себе вака. Ова година ардо е да заповедам да облаците са пролет и са лето да врди дожд и што ќе посеат луѓето се да му се скапи, да ме познаат, оти гледам како ме заборавиле. Ете, ваква ќе биде оваа година што иде, пријателе. Да ардо ќе сториш ти, ич да не посеиш, ами да си го чуваш себето и да си го јадиш со децата. Сполајте, ангеле Божи, што ми каже и така ќе направам. Верет бидејќи човекот та зборовите од ангело, не посеа таа пролет жито. Сите селади орале, сеале, тој сеер си гледал. Оти не ораш бе, братко, му велеле селадите. Што дубаш ти и што чекаш? Еве речи туку сето село кај врлија себето, а пак ти уште не си тргнал да бразда? И јас не знам оти не орам и не сеам, бре пријатели, кој знае како да ми влегло еден страв во срцево да не сеам, да кај ќе ми излези крајо, Господ знае. Господ знае дека ти неќеш да сеиш жито, да може да чекаш нешто бесен обесен, да најдеш ти зивието на трњето жито да ти роди. А ако сака Господ сполај му и да трњето дава жито, а пак ако сака Господ од амбар го зема. Колку за тоа, никој не знаеме што прави Господ. Со тие зборови се отимал сиромајиот праведен човек. Неј се. Селадите посеаја и по малце време даде Господ еден убав дожд, та се навадија сеидбите што саде за ќев и за брго време никна житото како некој кадифе зелено стана, така толкао стана житото. Од ден на ден расте бериќето и втаса за ждиење. Човекот туку седи и се чуди, оти да врди дожд, како што му рекол ангело. Ја бел ти попосле, си велел, може од која ќе го ождијат да го скапи Господ. Го ожда, го извозија, го овршија во најубаво време и си го собраа вамбари, да си го соблеа од новото жито и си бесија прести погочи како некои папајци. Сите селади радости и весели биле оти Господ му дал толку многу и убав береќет. Колку и да беше праведен човекот и верен во зборо од ангело, па малце како да му идеше макаот и не посеа тој да си има жито, аби да биде скуден и да се заборџуваат за годината да ја помини. Знаејќи Господ и ангело му кажал да човекот што чу од него да не сеит жито, да дури се собра житото во амбари, ангело не го пушти од пред него, таму му даде една работа што да не може да следи на земји, да види што се прави. Тогај веќе го пуштил пак да биде да првната работа и да слегува на земјата да се види со човеко. Слегување ангело на земјата, право отишол кај пријатело да се види, чујќи одамна не беше се видел. Од кога сториле здравоживо, му се оплакал да пријатело за дека не си посеал жито, ами го послушал него. Ангеле Божи, му рекол, каква ќе биде нашава работа, ти како што си ми кажало, ти ќе се скапи житото од силни дожди. Ете, не бидоа дожди и силни, ами бидоа тивки. И толкова благи што не биле друга година, да се стори еден страшен бериќет што не бил друга година, а пак моите нивје ми родија трѓа и трева.
Бре, како осуден му одговорил да човек анđел. Да така биде? Чекај, пријателе, јас да појдам при Бога да го прашам како стана оваа работа. Летнал анđел и отишол при Бога, та му се поклонил и плачејќи му рекол: Аман, Господи, ти се молам да ми кажеш, оти оваа година не врнаа дождој да се скапи бериќето како што рече лани ти. Знаејќи јас оти тоа нешто ќе биде, отидов кај пријател и му кажав да несе и жито. Тој ме послуша и не посеа. Арно, ама ете, не бидоа дожди и сето село си собраа жито, а мојот пријател остана без жито и ќе биде во страдание со сечелот. Кажи ми некој лек за тој пријател да му барам. Еди, анđеле, еди, душко, ами зели ти сакаш да знаеш што правам јас? Вистина, јас тогај реков да заповедам да врни дож и да се скапи житото. Арно, ама се пресапив да не и бачам луѓето и да ме колдат, затоа си реков пак да биде убав бериќет и да се благодарат народо. Ти ли знаеш, анđеле, оти убедеје и орео и камено. Сакам го кршам, сакам не го кршам. Затоа уште еднаш да не се буричкаш во мојата работа, за да не бидиш страмен. Ај, сега нека ти победи да задрugош да не преиш вака. Оди сега при пријатело и рече му да ождие дивјето што родиле, та нека оврши и ќе си собери жито да се преради со децата. Слушајќи тоа нешто анđело, отишол кај пријатело и му кажал како му рекол Господ. Со голема вера во Бога, човекот забрал децата и го отишол по дивјето, та ождал се што беа родиле дивјето, трње, трева и си однесол на гумно, та курдисал коњите и овршил. Секој што гледал од селадите да вршењето него од трѓи и тревје, се чудел и мислел тие поулаен и си велел: овој прави како ѓупците кога вршеат трѓе со евреите и велеле: еѓуптска сила трѓе вршила. Арно, туку Божи благослов кога има и трѓето жито раѓаат. Одвеа враот човекот и изваде една пченица како некоја дренка. Кој виде се зачуде и си собра жито да јади за целата година и за до другата.